Добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Вчерашниот пожар во Тетово го запали алармот и го наметна прашањето во каква кондиција е системот на прагот на сезоната која вообичаено носи зголемена опасност од пожари. На оваа тема утрово ќе зборуваме со директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Меѓутоа, претходно да си кажеме за уште една многу актуелна тема, а тоа е метеоролошките и климатските феномени со кои во последно време се соочува не само Македонија, туку и регионот, односно преминот директно од зима во лето. Гостин во студиото е Пеце Ристевски, климатолог и метеоролог, доктор по метеорологија. Господин Ристевски, добро утро, добро дојдовте во студиото. Добро утро, добро вечер. На 23 април годинава имавме температура од -2, на 24 мај, значи само еден месец подоцна, плюс 34 степени Целзиусови. Практично нема пролет. Директно од зима влеговме во лето. Како го објаснувате тоа? Видите, тоа е врзано со временските промени и влијанијата кои се случуваат во однос на циркулационите фактори во атмосферата. Не само ова што зборуваме за климатски промени, нели, често пати тоа е термин кој го користиме да опишиме некои работи, тоа се климатски промени, меѓутоа тоа се временски промени. И порано ние сме имале вакви брзи промени на времето, односно климата. Така, например, на 10 април 1985 година сме имали температури дури на 10 април над 30 степени, кај што се случија доста шумски пожари во нашето обкружување. Вие имате евиденција за годините наназад и подосна ќе позборуваме и за тоа. Така, впрочем, пее нели и Владко Стефановски во легендарната песна на Лепи Сол Скопје има микроклима, изгор лето, кочан зима. Меѓутоа, ако по утрото денот се познава, дали ова значи дека годинава не очекува тропско лето? Па видите, ништо однапред не се знае, имајќи во вид дека една од најнеизучените работи во метеорологијата на светско ниво е сезонското прогнозирање на времето. Овие временски прогнози се така димензионирани да може на физички начин природни да се симулира атмосферата. Например, би спомнал дека Европскиот центар за среднорочна прогноза на времето во Велика Британија е конституирана во 75-та година со цел да ги развива тие модели од 7 до 10 дена. Меѓутоа, овие проблеми, сезонски прогнози се често пати индикативни и не се докрај изучени на, како што кажав, на светско ниво. Добро, минатото лето беше многу жешко, екстремни температури имаше. Вие кажавте дека имате статистика за години наназад. Има ли некаков циклус што се повторува во одреден период, на временски период, врз база на кој може да се направи паралела? Например, ако зимата била многу снежна или многу влажна, какво ќе биде летото? Тоа, видите, лесно е на некој начин да се каже, меѓутоа во нашата документација, во Управата за хидрометеоролошки работи, постои документација од 25-та година навамо, значи една мануелна архива, меѓутоа постои електронска архива и тоа е во доменот на таквите истражувања, треба да се изучи таквата поврзаност помеѓу сезоните, дали одредени сезони имаат влијание, меѓутоа тие природно немаат влијание. Таквите поврзаности се на некој начин недоволно изучени, а и природата е таква каква што е. Непредвидлива. Непредвидлива, имајќи во вид, еве и ова би спомнал, како историски феномен, на 29 и 30 март 52 година тропски воздух над Македонија со високи температури и во текот на летото на 22 август, исто 52 одреден максимум кој беше регистриран пред овај покасно што е достигнат од 44,5 степени во Демир Капија. Значи 52 година во март исто екстрема. Така. Исто така врз база на таа 52 година, ако во март имало екстремно високи температури, летото било жешко исто? Прежешко. Жешко, суво, без врнежи и големи проблеми со сушата
имајќи во вид дека во тие години сме имале дури и голема глад во таа насока. На претходното прашање ми рековте дека тешко е да се прогнозира и да се предвиди, бидејќи природата по својата природа е непредвидлива, меѓутоа прашањето беше во смисла на тоа дека во Македонија според статистиката паѓа одредено количество на дожд во годината и сега ако тоа количество не паднало во текот на зимата, веројатно треба да падне, односно се очекува да падне во текот на пролетта или летото. Па нема такви. Ако била зимата сушна, дали значи дека летото ќе биде? Тоа нема поврзаност, имајќи во вид дека природата е поврзана со на физички начин, физичко-метеоролошки, односно поврзано со сите фактори кои сочинуваат времето и климата, и такви поврзаности тука постојат циклуси во текот на едни годишни времења, имајќи во вид дека општата циркулација на атмосферата е еден од главните фактори кои го условува времето и климата. Добро, спомнавте неколку датуми од поновата историја и ги поврзавте, спомнавте 10 април со температури над 30 степени во 1985-та и спомнавте 1952 март со исто така невообичаено високи температури за тој период од годината, значи не сме ние ексклузивни како генерација во однос на овие метеоролошки феномени или временски феномени што ги живееме. Имало такви случаи во минатото. Би можеле ли да издвоите некој интересен исто така временски феномен во изминатите години, некој екстрем, дали во нагорна, во плюс степени Целзиусови или во минус? Преубаво прашање, мислам, тоа што сте погодиле што треба од прилика да се каже, имајќи во вид дека во последно време имаме се повеќе глобални Глобално затоплување е еден од факторите кој во меѓународни рамки на некој начин се форсира, така што 2003 мај месец 15 дена, првите дена од месец мај биле над 30 степени. Значи 15 тропски денови, тоа се температури кои се над 30 степени во 2003 година, понатаму 2007 исто така екстрем кој не е надминат на 24 јули, кога во Демир Капија е регистрирана температура од 45,7 степени, највисока температура досега измерена на тлото на... Тоа е рекордот во Македонија, 2007 Демир Капија. Демир Капија, понатамо 2012 исто така многу високи температури со едно од најтоплите лета, јуни, јули, август највисоки температури, просечни, и да кажеме дека многу значајно сега се присетив едно од најстудените лета 1976 година, кога и цело лето најстудено и сите летни месеци најстудени воопшто во Македонија. Тоа е да, спомнавте највисокиот екстрем, односно рекордот во горештина 45,7 степени, кој е минусниот рекорд? Минус 31,6 на 26 јануари во Берово, на истиот датум. Која година? 1954 година. 54. На истиот ден во Битола се регистрирани минус 29,6 степени. Значи Берово и Битола во смисла на рекордери во најниска температура. И подоцна 30,4 во Битола, исто така 93 година во јануари. Но од ова што го кажувате, 2003 кога имало екстремни температури во мај и 2007 исто така, летата исто така биле многу жешки, така што од тука би можел да извлечам паралела дека предстојното лето што ни доаѓа ќе биде жешко. Иначе некои хидрометеоролошки служби на Балканот, например Србија, има и своја сезонска прогноза. Меѓутоа, таа прогноза укажува само дали ќе биде повлажно, посуво, потопло, поле, во таа насока и одат прогнозите. Значи не одат директно кога, во кој период ќе биде тоа. Сега ако го објаснивте овој временски феномен на невообичаено високи температури за определен период од годината, дека имало такво нешто и во минатото,
Дали таквото нешто може да се каже и за невообичаените невремиња, односно силината на бурите со кои се соочуваме во последниве години особено? Еве сега, например, викендот имавме 2 силни невремиња. Дали е тоа резултат на климатските промени или дали такви невремиња биле карактеристични и во минатото? Меѓународниот панел за климатски промени на Светската метеоролошка организација и Организацијата на Обединетите нации за животна средина, значи која брои околу 2000 лица, експерти, се занимаваат во почетните истражувања кога укажале за климатските промени, ни прво го третирале глобалното затопување како проблем. Меѓутоа, подоцна увиделе дека и екстремните појави на врнежи, појави на торнада и така натаму, во нареден период ќе се зачестат баш за проблемот околу ефектот на стаклената градина. Тоа не го спомнавме, а многу значајно. Тоа е зголемувањето на количеството на CO2 во атмосферата, понатамо хлорофлуорокарбонатите и елементите, овие што ги спомнав на стаклената градина, во нареден период ќе влијаат врз зголемување на светската температура, која досега зголемена за 0,7 степени, плюс-минус. Така, според некои прогнози, до 1,5% ќе се зголеми во наредната деценија. Тоа е и најголем проблем, што меѓународната заедница настојува да ги намали емисиите на стакленички гасови, да не дојди до зголемување и оттамо проблемите со во доменот на екологијата со намалување на елементите на стакленички гасови да се намали, со тоа би се намалила и зголемила на температура. Ова значи дека со некоја известна прецизност може да се прогнозира во иднина поголеми, односно понепредвидливи невремиња и поразорни во географски региони во кои не биле карактеристични порано. Една од проблемите е Медитеранот, териториите на Медитеранот во однос на Конвенцијата за климатски промени тоа е Рио конвенција во 1902 година донесена, од која сме ние подписници. Покрај неа имаме конвенција за сушите и опустинувањето, понатаму за биодиверзитетот. Значи Медитеранот ќе биде едно подрачје кое ќе биде зачестено со суши и сушни периоди и зачестени појави на топлотни бранови. Да, некаде прочитав дека земите од Медитеранот до толку ќе сменат климата што ќе наликуваат на климата која е сега карактеристична во северниот дел на Африка. Значи Африка се доближува кон северот, некои статии од пред 10 на 15 години кога сум ги објавувал во весниците, еден од насловите на еден лист било Македонија ќе стане во насловот на трудот, статија една, Македонија ќе стане Африка во Европа. Мислам, тоа е во однос на температурите и во однос на сушите и така. Но тие суши и тој пораст на температурата, на глобалната температура, веројатно носи и ризик од некарактеристични и нетипични бури и невремиња, поразорни и понепредвидливи. И транспорт на тропски воздух од Африка и со тоа и загадувачки материи. Ние сме свесни дека над нашата територија често пати се случува да паѓа неквалитетен дожд, нели, по колите и така натаму, а одредени личности во бивша Југославија дури има на ова тема докторски дисертации направено околу начинот и кои синоптички ситуации носат над нашава територија неквалитетен дожд. Во исто време, како ќе се зголемува сушниот период и екстремно високите температури, доаѓаме до постудени и подолготрајни зими. Например, само во изминативе години зимите траат невообичаено долго. Порано некако во април веќе беше пролет, сега до крајот на април трае и грејната сезон. Таквите законитости треба да ги испитаме. Не е доволно испитано. И ако на нашава територија се случува нешто, тогаш на други територии има друго. Во таа смисла е променливоста на времето и поврзаноста со циркулационите фактори на времето и климата. Значи,
циклони, антициклони и бурни процеси кои се случуваат на нашава територија. Паметам дека по географија, кога учиме за климата во Македонија, дефиницијата е некако на следниот начин. Климата во Македонија се карактеризира со испреплетување на маритимните, морските и континенталните влијанија кои се судираат и благата средоземна со острата континентална клима на специфичен начин. Морските влијанија предизвикуваат сушно и топло лето, близината до морето, а континенталните влијанија студена и влажна зима. Ние со години наназад немаме влажни зими? Така, видите, тоа е така, мислам, во учебничката литература. Меѓутоа, јас во мојата докторска дисертација имам напишано за поврзаноста над нашава територија постои 8 видови на клима, од субмедитеранска, медитеранска, субалпска, дури до алпска клима на планинските области, на Солунска глава, Пелистер, кај што, значи, влијанијата се судираат меѓу, значи, влијанијата на морското влијание или континенталните и поврзаноста со циклоните и антициклоните на нашата територија. Добро, на што се должи тоа, тие сушни зими? Зошто има се помалку снег или не е било така и во минатото? Па сме имале такви и одамна нема снежни зими. Снежни зими сме имале, и ове да го спомнам дека еден од екстремите е кога Водемир Капија во една книга кај што ја имам објавено, македонска книга на рекорди, Водемир Капија на 6 декември 83 година е измерена снежна покривка од 119 сантиметри. Тоа беше неверојатна. Која година е тоа? Тоа е 83 година декември месец. 83 декември. Декември. Господин Рестевски, ви благодарам многу за вашите размисли, анализи и сеќавања на некои екстремни временски услови. Не само сеќавања, на ова тема припремам одредена книга, климата во 20 век и 21 век во Република Македонија, која во кусо време треба да излезе. Значи, веканиот тогаш по промоцијата на книгата да ја промовираме. Благодарам на тоа што ми најдовме начин да кажеме тоа што имаме желба да кажеме. Да, ви благодарам уште еднаш за гостувањето.